Доколку СДСМ формира влада, ВМРО-ДПМН не ја исклучуваат опцијата да излезат на улица на протести. Доцна синоќа заседаваше извршниот комитет на партијата, а Антонио Милошовски изјави дека неговата партија ќе ги искористи сите демократски методи доколку не биде спроведена волјата на граѓаните. Сите демократски методи кои што може една сериозна партија со добар капацитет како ВМРО-ДПМН и нашите коалициони партнери би ги искористиле, но секако се во интерес на стабилност и безбедност на државата, но истовремено основен темел на нашето действување е почитување на изборната волја на гласачите. Еден од основачите на ВМРО-ДПМН, Мане Јаковлевски, вели дека не размислуваат да бидат во опозиција, со оглед на сите спреги кои ги поминала партијата. Дуи не го сврте грбо, затоа што Дуи на времето бараше и плачеше по амбасадите низ Скопје тука за да се формира влада, секој да се формира влада помеѓу победникот на албанското малцинство и македонското, и тоа ние како партија го почитуваме, односно раководството на ВМРО-ДПМН го почитуваше до сега. Меѓутоа овој став што денес сака да го протежира Дуи е против тоа што самата го бараше од нас. ВМРО-ДПМН од синокешниот собир во Охрид испрати проглас во кој вела дека договорот меѓу Дуи и СДСМ е срамен и дека овој предавнички чин ќе биде осуден од секој македонец. Мора да бидеме подготвени да се спротивставиме во наредниот бурен период. Доволно молчевме и го толериравме ова сценарио на Заев. Македонците и нивно претворање во граѓани од втор ред. Ние сме тие кои ќе му застанеме на патот. Нашата мисија е праведна и никој не смее да не поколеба. За Македонија се работи. Да покажеме дека сме подготвени да излеземе на улица, на барикадите, да покажеме македонска одлучност. Од ВМРО-ДПМН обвинуваат дека одлуките на СДСМ носат потенцијал за предизвикување на тензии на подолг период и според нив не се во корист на албанците во Македонија.